Почитувани граѓани, ова е еклатантен пример, уште еден, на типично самоволие на владеачкото мнозинство во работата на Собранието на Република Македонија, начело со колегата Талат Џафери. За сите оние граѓани кои што не го следеа почетокот на оваа седница, еве ќе го прочитам законот или делот од законот кој што имплицитно и експлицитно кажува дали опозицијата во моментот е во право или господинот Талат Џафери. Законот во делот 8а вели: од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на председател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на владата на Република Македонија, односно согласно со резултатите од избори, па до завршување на изборите за избор на потенциран градоначалник или членови на Советот, односно до конституирањето на Советот на општините и градот Скопје, потенцирам, не може, и сега вели, да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки, уште еднаш потенцирам, се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. И сега поексплицитно, па и имплицитно, јасно и гласно, зарем треба уште тука да се надмудруваме? Не знам зошто го кршите законот во Република Македонија. Овој закон не се однесува на Собранието, се однесува на владата. Законот се однесува и за Собранието, и за владата, за сите во Република Македонија. Најповеќе ова собрание треба да ги почитува законите што самото ги има донесено. И ве молам да престанете со оваа пародија. Да ја прекинете дебатата по оваа точка и да одиме, како што кажа и колегата Димовски, на други точки, да одиме на други битни работи кои што треба да ги решаваме во интерес на граѓаните на Република Македонија, на граѓаните на Охрид, на граѓаните на Македонски Брод, на граѓаните на Зелениково и Петровец и така натаму и така натаму. Никој не бега од работа, апсолутно. А ќе работиме и во август, и во септември, и во октомври, ако сакате. Но ова е незаконски. И ние од овде праќаме една порака до граѓаните. Ако може Собранието да не го почитува законот, и ако може господинот Талат Џафери да не го почитува законот, а гледаме дека може, тогаш додиме на нови предвремени избори. Мислам, што друго да правим? На предвремени парламентарни заедно со локалните во еден трошок. Мислам, ова е навистина некоректно, не кон нас како опозиција, кон граѓаните на Република Македонија. И господине Тунтев, постапката, велите, дебатата не е во постапка. Како може тоа да го кажете како ваш став? Делот од дебатата или целата дебата не е дел од постапката за разрешување на Зврлес. Мислам, крајно некоректно, дури според мене и нелогично. Затоа, господине Џафери, уште еднаш, да ја прекинеме овдека дискусијата по оваа точка и да одиме на сите поважни и побитни теми што ги тангираат или ги тангира интересот на сите граѓани на Република Македонија.